Продолжуваме со Студио 10, како што најавивме, сега ќе одиме со разговори со двајца поранешни пратеници. Прво почнуваме со Филип Петровски, кој во минатото беше пратеник на ВМРО ДПМН. Со Петровски ќе разговараме онлайн. Прво да видиме дали имаме врска, дали се слушаме, дали се гледаме. Јас ве гледам и ве слушам. Да, и ние вас ве гледаме и ве слушаме. Врската е добра за сега. Се надеваме дека така и ќе продолжи. Господине Петровски, според ова што го гледаме, што се случува во јавноста, опозицијската ВМРО ДПМН заедно со алтернатива Алијанса за албанците и БЕСА и Левица најавија дека има ново парламентарно мнозинство, поднесува интерпелација за владата, но според последните информации барем еден пратеник од тоа мнозинство одбива да гласа, бидејќи во него е вклучена Левица. Како гледате вие на овие процеси, што ќе се случува до четврток? Ова е како вовет за разговорот. Очекувате ли во четврток опозицијата да има 61 пратеник? Прво да кажам дека нормално е од секоја политичка партија да настојува да дојде на власт. Впрочем, за тоа и се формирани политичките партии да дојдат на власт. Но многу често начинот на кој се доаѓа на власт, односно методите кои што се применуваат за да се дојде на власт, се чудни. Во најмала рака изненадувачки е да се спои ВМРО ДПМН со луѓе кои што, например, беа нападнати на 27 април од страна на некои активисти. Не велам дека оправдувам, никако не оправдувам насилие во примена, односно во спроведување на политички цели, меѓутоа добро знаете дека во овој случај на иста маса седат спротивставени идеолошки и спротивставени дури во други основи политички субјекти. Од озгора на сето тоа седи и Левица која што има па сосема поинакви размисли за тоа како треба да се движи иднината на Македонија и нивниот лидер многу често го цитира Ленин, Маркс, Енгелс, Фойербах и така натаму. Така што мене ми делува ова како еден комплот на желби. Немам ништо против да ја срушат владата ако можат, меѓутоа воопшто не ми делува дека е природно составена по идеолошка линија, односно дека има некаква цел, освен да се сруши власта, да се предизвика паѓање на истата. За тоа си е крива самата власт. Власта не реагираше како што треба соодветно, кога имаше сериозни проблеми, пред се мислам на смртта пред 2 месеци во болницата, смртта на 15 на луѓе и одбивањето на оставката на Пилипче. Исто така и некои од реформите што ги спроведува Мила Царовска со иритација на безброј родители во школите. Така што ми се чини дека и резултатот на локалните избори, како и сегашната ситуација за обвивање, се должи на несоодветно решавање на некои од проблемите, што само се сака да се искористи за да се сруши влада. Да, добро, не е спорно дека секоја партија, нормално дека незината цел е тежна е да стане власт за да раководи со процесите во државата, тоа е смислата на политичкото дејствување. Но мене ме интересира во однос на стратегијата која ја избра ВМРО ДПМН. Имено во тек е најавената оставка на премиерот Заев, кој тој самиот најави дека ќе ја поднесе и рече дека тоа нема премногу да се одоговлекува, појасни дека тоа нема да биде до декември, како што имаше некои најави, дека ќе биде побрзо, но ВМРО ДПМН реши веднаш да излезе со најави за ново парламентарно мнозинство, го покажа, но сега целиот план се изјалови, ми се чини. Дали мислите дека опозицијата сега малку ја сгреши целата стратегија, бидејќи представи ново мнозинство кое излезе дека воопшто не е стабилно, прво заради ова што вие го кажувате поради идеолошки причини, но и поради конкретни, еве например пратеникот Скендер Реджепи вели дека тој воопшто не бил информиран дека тоа ќе биде со Левица, туку мислел дека ќе биде со ЛДП. Значи, дали стратегијата е промашена? Видете, ја не гледам дека има стратегија, ја гледам само преголема желба. Ми се чини дека, вие добро видовте дека на фотографијата која што ја лиферува, стои првата виолина, односно спроведувачот на
идеолошките и секакви други насоки од Будимпешта, тој е Александар Николовски. Исто така многу често се зборува дека Александар Николовски е можната замена за Мицковски. Ако понатаму продолжите да анализирате фотографијата, ќе видите дека лидерите на албанските партии не седат на таа фотографија, туку седи само Мицковски како гостин, што имплицира две работи, дека бил принуден да седне и нели како што рековме пустата желба бидејќи он беше и на билбордите како шпицен кандидат, па ги изгуби изборите, што мене исто така ме води кон заклучок дека ни на овие избори не победи, туку народот го казнуваше заев за несоодветната политика, кој што реков кон Филипче, Мила Царовка и редица други грешки, сега да не набројувам, од Рек Битола, енергетската криза и така натаму. Значи, народот едноставно казнуваше, а овие луѓе што се собраа таму гледаат ако можат од таа казна да земат некаков бенефит. Е токму поради тоа што при собирање на непринципиелни причини, а тоа впрочем и вчера Александар Николовски го потврди дека целта е само да се сруши власта, а дури подоцна ќе се разговарало дали ќе се прави нова влада или ќе се оди на избори со одветно политичките калкулации на учесниците во оваа операција, мене ми покажува дека тоа е основната идеја. Само ако се може да се сруши власта, да се продлабочи кризата, а потоа ќе се види што и како. Јас лично не мислам дека ВМРО ДПМН, ако задржало било што од своите идеолошки премиси, смее да се спои во алијанса на албанците. Меѓутоа, просторот е стеснет, затоа што немаат избор со кој би можеле да се спојат. Јас подсетувам дека села, по втор пат го спомнувам, значи не одобрувам политичко наследство, меѓутоа во 2017 селна што се случи како провокација по серија вербални изјави од негова страна дека Македонија треба да се подели, дека тоа држава со два народи, дека треба да се смени уставот, треба да се смени химната и така натаму. Така што како тоа може да го спои во едно ВМРО ДПМН за да формира влада, мене не е јасно. Исто така третата отсечка, помала отсечка во овие 61 вели дека треба да се да речеме отповика признавањето на Косово, Јужна Кореја, Израел. Како би го спровел господинот Мицковски тоа, мене живо ме интересира и дури да не кажам ајде во шега, дури би му дал мандат да видам како ќе го спроведе тоа, некој ограничен мандат да видиме како он желбите на Стела и желбите на Апасиев би ги спровел во живо само да седи во премиерската фотелја. Вие го спомнавте, самиот ја спомнавте Будимпешта, имплицирајќи дека целиот овој план најверојатно доаѓа од таму. Претпоставам дека тоа ви е импликацијата. Имаше вакви анализи сега во изминатиот период во однос на целата стратегија на опозицијата и тоа се поврзува и со она што го најави лидерот на унгарската опозиција во Унгарија, дека доколку тој дојде на власт, а тие таму настапува здружена опозиција против Орбан, имаат избори на пролет, дека доколку тој дојде на власт, дека тој ќе го депортира Никола Груевски во Македонија. Дали мислите дека брзањето што побргу да се урне оваа влада е можеби поврзано со тие процеси? Една од мотивациите претпоставувам дека тоа, другата мотивација е евентуалното добивање на преговори, почеток на преговори за членство во Европската унија. На тој начин ќе се зацементира овој правец кој што го има фатено Заев, а исто така е, да речеме, заедничко размислување на најголем дел македонските граѓани. Така што, ако се пати тој пат, ќе биде многу потешко после тоа Македонија да се извади од таа шина, од тој колосек, а се разбира дека во позадина на делувањето на Мицковски тој Будимпешта, односно Груевски, тоа е видливо, барем за мене. Сега има луѓе кои тоа не може да го видат и се разбира дека нема зашто да им се забележи, затоа што доста од луѓето не се информирани во детали што стои во позадина на делување на нашата партија и се разбира не ги знаат персоналните решенија на Груевски. Јас фингерпринтот, односно неговиот отисок го гледам
во добар дел од кандидатите и лично во градоначалникот сега на градот Скопје. Значи, но тоа е посериозна експликација потребна за тоа и тоа може би во некоја друга прилика. Меѓутоа се гледа дека едно од одлучувачките влијанија го има токму тој. Зошто е тоа така? На тоа треба исто така се одговори во една посериозна анализа, но ми се чини дека не на многу луѓе во моментот во Македонија им одговара да се предизвика хаос. Јас велам, секоја влада треба да се предизвика, секоја влада треба да биде урната во смисол на демократска концепција, меѓутоа да се понуди на граѓаните што ќе се прави со Израел, со Косово, со Јужна Кореја, да видиме што ќе правиме со членството во Европска унија и така натаму. Такво нешто не слушнавме. Слушнавме само потреба да се оди, само дека се собрале 61 пратеници се подпишале и подоцна слушнавме дека дел од тие 61 мислеле дека на таа средба ќе дојде Горан Милевски, а не Апостија. Така што создаде една сериозна конфузија за која што за ден-два ќе чуеме всушност што на вистина се случувало позади параваните. Добро, за ден-два во четврток, доколку остане сегашнава состојба, доколку нешто не се смени, а може да се смени дури во текот на денешниот ден, бидејќи денеска алтернатива повторно заседава, дали ќе остане во мнозинството на Мицковски, значи може овие вести сосема да добијат сосема нов тек, но еве доколку остане и предпоставена оваа ситуација каде што ВМРО, ДПМН и опозицијата немаат мнозинство за гласање на недоверба на владата, тие го поднесоа тоа до собранието и доколку таа состојба остане во четврток, тогаш во каква состојба ќе се најдат, бидејќи во четврток собранието ќе изгласа доверба на владата на Заев. Видите, незгодна е позицијата сега на Мицковски. Може да се случи да се најде во бос во трање. Тоа е од една основна причина што брза демонстрира политички аматеризам, го возат мали партии од АПС па се до Алијанса и БЕС, не се пресметуваат добро работиве и во крајна линија најлошото е затоа што ВМРО нема соодветно добри резултати во однос на тоа колку е катастрофална политиката на СДСМ. Се она што се случи после подпишувањето на Преспанскиот договор, во Грција резултираше што падна Ципрас многу брзо. И се смени власта, која што прво се закануваше со дисконтинуитет, но подоцна се утврди дека се постави некаков вид на континуитет. Меѓутоа последиците беа завршување на кариерата на Ципрас. Тоа требаше да се случи во Македонија, бидејќи такви драматични работи се случија што не беа всушност и поддржани од мнозинството од народот, не подсетувам на референдумот и така натаму. Но сето тоа не беше канализирано, нити пак префрлено на контото на Мицковски. Значи, во најмала рака е смешно, трагикомично, да се представува како некаква победа во собранието, собирањето на овие 61, кога знаеме дека лани на сите билборди из Македонија го гледат на Мицковски како премиер, значи он се представи како премиер, односно кандидат, некаков шпицен премиер, измисли нова кованица во политичката теорија, и таквиот шпицен премиер не беше изберен. Значи ги изгуби изборите. Губењето на изборите и сега превртувањето на казната против Заев на локално ниво на брзина во 61 по било која основа доведува до што доведе. Дури се плашам дека ако не успеат да изведат 61 за да ја собрат владата на Заев, тоа ќе веројатно натрешните структури или одредена стимулација од Будимпешта може да побараат и да се размисли за промена на Мицковски внатре. Знаете дека тој се спрема за Конгрес. Можно е да е едно од брзањата негово лизгање пред Конгресот за да биде сменет на брзина. Да, во однос на тоа дали Мицковски ќе биде сменет и во однос на неговото лидерство, вие сте еден од оние кои учествуваа
во дел од групациите кои бараа негова смена, кои бараа промени во ВМРО ДПМН. Критичарите на тоа ќе кажат, критичарите на вашето делување или они од ВМРО ДПМН дека не сте успеале, бидејќи ВМРО ДПМН еве победи и на локалните избори, Христијан Мицко си ја консолидира партијата, а еве дојде и до момент да бара ново, да може да состави ново парламентарно мнозинство, дека изнуди оставка од премиерот Заев. Значи, претпоставувам дека во ВМРО ДПМН и оние кои го поддржуваат ќе кажат дека тој успешно ја води партијата. Ја немам ништо против да имаме различно мислење. Различното мислење би требало и да биде дел од политичкото милје, така би оделе веројатно побрзо напред, кога би се цивилизирале. Меѓутоа, тие што имаат различно мислење од другата страна се користат со методи кои што не се дозволени. Се користат со политичко насилство, се користат со физичко насилство, исто така се финансиски и политички корумпирани. На овие избори вие магаре да кандидирате против Шилегов ќе победеше. Не ради тоа што магарето е убаво или не е убаво, или е животно, или не е човек, туку ради ароганцијата на Шилегов. Исто така, кога ќе ги насоверете грешките што ги направи Заев, на контрото што му се собираат уште од Преспанскиот договор, вие по дефиниција знаете дека гласањето беше против него. Сега, ако тоа некој не сака да го разбере и смета дека некој гласал за Мицковски, ја немам ништо против тоа. Меѓутоа, ќе кажам, се користат алатки кои што се во спрега со финансиски и насилнички методи недозволиви во демократско милје. Па ќе речем, ако тоа е насока која што мнозинството околу Мицковски сака да ја зафати, слободно, јас немам ништо против, меѓутоа идеологијата и основата зашто е формирана партијата е напуштена. Да, добро, во однос на оно што се случува во собранието, и вие сте биле пратеник, а и во ваше време, во времето на владењето на Љупчо Георгиевски, имаше еден ваков доста бурен период, кога се зборуваше дека е можно да се состави ново парламентарно мнозинство, тогаш од страна на Бранко Црвенковски и СДСМ. Тогаш имаше сериозни обвинувања дека врз пратеници се вршеле притисоци. Сега има исто такви обвинувања дека и сега се вршат. Ве прашувам во однос на вашето искуство, знаете како функционира собранието, еве ги имаме паралелите и ВМРО ДПМН обвинува дека сега се вршат притисоци врз пратеници. Верувате ли во тоа? Верувате ли во тие неофицијални информации кои кружат дека собранието и пратениците сега се претворени во своевидна берза во која преку притисоци и понуди се мотивираат да преминат на оваа или онаа страна? Играта е голема, влогот е преголем. Знаете дека GDP-то на Македонија над 10 милиарди, од кои што 3-4 милиарди се државен буџет. Како што гледам, секој сака да го контролира тој буџет. Ќе ви кажам, пред да ви дадам конкретен одговор, ќе ви кажам што се случи со мене кога се обидува да го рушат Љупчо. Мене ми беа понудени пари. Мене ми беше понуден стан во Скопје и пари, односно стан во центарот на Скопје. Нема да го именувам актерот, еден од тие што учествуваше во архитектурата на рушење на Љупчо, ми го понуди тоа. Тоа за мене беше многу чудно. Јас бев тогаш 27-8 години, бев млад, јас воопшто не сваќав дека тоа што се случува е метода, односно начин на кој што ќе се делува во државата, односно ќе се формираат и ќе се рушат влади со купување на пратеници. Изворно знам дека еден пратеник, кој што сега веќе починат одамна, доби 150.000 германски марки за да остане со Љупчо. Бидејќи беше договорен да премине на другата страна. Така што, ете, како еден мал куриозитет, да ви кажам дека ми се чини дека долги години наназад се прават обиди или навистина се прават такви трансакции за да се дојде до власт или да се сруши власт. Така што воопшто не ме чуди дека и во овој случај денешен и тие што сакаат да дојдат на власт и тие што сакаат да останат на власт во овакво тенко мнозинство ќе се
повикаат и на подкуп и криминално однесување за да задржат пратеници од свој редови. Предпоставувам дека одозгора на тоа ќе се употребаат и физички закани, можеби закани врз семејствата на пратениците и така натаму. Тоа е од проста причина што Македонија нема доволно јасен закон што би значил подкуп и криминал со пратеници, како и закана и заштита на пратениците. И тоа веднаш мора да биде решено ако сакаме да направиме држава како што треба. Доколку не бидат заштитени пратениците со закана од сигнување на имунитет и долгогодишна затворска казна, како и ако не бидат заштитени од физички притисоци со одредени безбедносни структури, тогаш ние нема да имаме парламентарна демократија, туку ќе се одлучува во многу потесни кругови, односно во султанатите на партиите. Но тоа е веќе едно друго прашање, како треба да се направи реформа на политичкиот систем, кој кај нас е, да не речем, 100% нефункционален. Да, добро, ние се разбира, немаме директни информации за ова, ги анализираме состојбите. Нормално, доколку има вакви пратеници, доколку има некој што трпи можеби закани или еве понуди, го охрабруваме да излезе и да го каже тоа пред надлежните органи, се разбира доколку постои такво нешто, опозицијата обвини дека има притисоци, ако има, нека излезат. Кажете ми, господине Петровски, во однос на идните сценарија кои се можни, очигледно е дека се во однос на собранието дека се можни две. Едното е да има ново парламентарно мнозинство, другото е да остане сегашното, но и потоа има уште неколку сценарија. Едно е ВМРО ДПМН да состави влада, едно е да остане актуелнава влада и трето е да има брзи или нови предвремени избори. Како течат работите? До сега ДУИ и СДСМ се изјаснија против предвремени избори, тоа го кажа јасно, но како течат работите, како вас ви изгледа, во кој правец ќе се движи целиот тој политички процес и политичката криза? Јас лично мислам дека треба да видиме дали конечно Европа ќе се смилува да ни го даде тој проклет датум за почеток на преговорите, за да определиме дали имаме ние иднина во Европа или не. Мислам повеќе јасно е дека Европа во сериозна криза и целата институција Европска Унија има големи предизвици, многу поголеми од Македонија пред себе. Но она што мислам дека треба ние како одговор да го добиеме на таа страна, односно го заслужуваме како одговор до нашето политичко делување кое што за да ги задоволиме нивните барања, е дали ние имаме европска иднина. При тоа мислам посебно на европските цивилизацијски вредности за кои што зборат и пред малку по прашањето на уредувањето на парламентарната демократија. Треба да видиме дали ги имаме тие вредности или евентуално треба да бараме алтернативни патишта. И тоа е многу тежок процес кој што најверојатно ќе има своје финале сега во декември. Ќе го добиеме тој датум или нема да го добиеме датумот. Во меѓувреме ќе видиме дали ќе се оформи нова влада или ќе застане оваа влада. Претпоставувам ако остане оваа влада ќе го тера мандатот до крај. Оти ќе биде уплашена од промена или ќе се обиде во тие 2,5 години да направи некаква промена, да си го подобри рейтингот за да може да се пласира подобро на избори, додека страната на Мицковски и на Александар Николовски ќе притиска за брза разврска, затоа што сметаат дека сега имаат инерција од позади локалните избори. Која опција ќе победи ќе видиме овие денови. Да, но и поради ова што го кажавте за датумот за Бугарија, бидејќи разврската околу тоа прашање нели зависи и од преговорите меѓу двете земји и од изборите во Бугарија, но и од притисокот кој треба да дојде до страна кој би произвел решение, пред се притисокот од Соединетите Американски држави. Сега нормално е дека тука доколку се постигне некаков компромис, претпоставувам дека земјава повторно ќе треба да направи некакви помали или покрупни отстапки, не знаеме за тоа. Дали сега
мислите дека е паметно за ВМРО ДПМН токму сега да се остави влада среде енергетска криза, среде сите овие проблеми кои ги остава владата на Заев, кои ги набројавте и се разбира во среде преговори со Бугарија, среде тој компромис кој би требало да се постигне и кој за кој можеби би имало критики тука во земјава. Ќе има критики, сигурно ќе има критики. Повеќе од јасно е дека овие прашања се многу тешки за да се адресираат и разрешат без поголема енергија, поголем временски период и поголем губиток на политичка поддршка меѓу граѓаните. Значи, мене едноставно не ми е јасно зашто се форсира, зашто се брза премногу. Можеби не да рековме ради причините од Будимпешта или можеби поради една можна разврска која што би ги однела работите на подобро. Инаку во моментот земјата е во сериозен хаос. Нема потреба ништо друго да споменеме освен енергетската криза. Јас доволно се сеќавам наназад 30 и повеќе години дека ваква ситуација во која граѓаните размислуваат дали ќе има струја или не, дали ќе може да се греат зимоска, немало. Сите елементи кои што се насобрани во ова милје не говорат во прилог на Заев и неговата влада. Значи, само треба едно трпение, градење на јасна идеолошка позиција, доколку се чисти намерите и Заев ќе има многу голем проблем да се спаси. Ако не му попуштат бугарите, тој проблем ќе се закочи и ќе трае веројатно во наредните 20 на години. Така што тоа нема да може да го разреши и уште ако не разреши ефикасно енергетската криза, ако не се ослободи од кадрите кои што се со многу негативен рейтинг како Мила Царовска и Филип околу него, он нема начин како да дојде во ситуација да се го подобри рейтингот, односно да ги прибере околу себе структурите. Да не заборавиме да го споменеме и Бранко Црвенковски кој што делува во овој момент на спротивната страна, односно со јасни правци на делување да се сруши Заев. Така што, поред мене, Мисковски не требаше да брза, требаше добро да се позицира, да се укопа, да ја прочисти идеолошката матрица, односно да постави јасна идеолошка платформа на делување и работите да дојдеа во негова корист. На овој начин мислам дека дури може да се преварат. Добро, во однос на оставката на Заев, гледаме дека има силни притисоци за тоа пред се од коалицијскиот партнер ДУИ. Председателот на ДУИ Али Ахмети вели дека има повици од целата меѓународна заедница кои го предомислуваат Заев во однос на оставката, го предомислуваат и тие. Тие велат дека избрзал во проценката, дека не требало да ги врзува локалните со парламентарните избори, но премиерот Заев од друга страна не ја крие својата разочараност пред се од Европската унија, од сето она што се случи после Преспанскиот договор. Дали во однос на Бугарија, бидејќи вие и самиот го поставувате тоа како многу важен момент кој следува и кој ќе ги дефинира идните односи, дали мислите дека еден од главните мотиви за оставката на Заев е токму можниот компромис со Бугарија, во кој тој повторно би бил гледан како некој кој прави премногу отстапки за земја? Не мислам дека Заев има проблем да прави отстапки. Тој покажа дека неговиот политички пристап е да прави компромиси многу често на штета на нашите национални интереси. Јас не мислам дека он би имал проблем да се заврши работата со Бугарија. Сметам дека чувствува дека Бугарија може да обстои на ветото, што значи дека нема да почне никакво преговарање. И оваа оставка на некој начин е порака до Европска унија дека како што се меша да се вклучи договорот со Грција и спонзорира такви договори, и ни ветуваа светла иднина, така треба да се замешаат и сега со Бугарија за да се расчисти овој проблем, за да се продолжи со таа во наводници наша светла иднина. И тој смета, предпоставувам дека доколку они не се замешаат многу јасно, нека овој проблем нема да се реши.
бидејќи прашањето што Македонија во Бугарија се користи во внатреполитичката борба и пресметка за тоа кој е поголем бугарин. Да, кога сме кај Бугарија, господине Петровски, вие имате, предпоставувам, повеќе информации од просечен македонски граѓанин, бидејќи меѓу останатото бевте и директор на Државниот архив, таму има доста историски документи кои се поврзани со овој македонско-бугарски спор. Сега гледаме проблем и во функционирањето на историската комисија. Еден од членовите на македонскиот дел на комисијата поднесе оставка, вели врз него биле вршени притисоци, од МНР тоа го демантираат. Дали мислите дека целиот овој процес требаше да се води вака? Дали мислите дека можеби требаше да се води многу потранспарентно? Еве, на пример, ние никогаш не видовме јавна телевизиска дебата на претседателите на македонската и на бугарската комисија, во која тие сите аргументи за кои разговараат таму би ги отвориле пред јавноста во земјава и во Бугарија. На тој начин би се демистифицирал целиот процес. Луѓето би можеле да видат за што се зборува и би можеле да ги видат аргументите на едната и на другата страна. Може би така еден товар би се тргнал од целата работа. Што мислите? Прво мислам дека е небулоза историски комисии спонзорирани од политички структури да утврдуваат вистина. Сите околни народи имаат своја вистина и своја верзија на историјата. И сите тие истории околни се поништуваат една со друга. И најголем дел од историите на околните народи, па и нашата, опишуваат лаги, невистини и настани кои што не се случиле. Туку наратив кој што одговара на формирањето на феноменот на националната држава. Тоа е оној феномен кој што е последните 200 и повеќе години доминантен во оформувањето на националните држави. Така што мислам дека е небулозна две комисии на соседни држави да расправаат од кога почнала историјата на едната, од кога почнала историјата на другата. Они никогаш нема да се усогласат. Секогаш ќе може некој да се спротивстави, освен ако не беше намерата, како што, не знам, мислам, Кенеди рече, ако сакаш некој прашање да не се разреши или да немаш конечен одговор, формирај комисија. Значи, мене ми беше, воопшто ми е нејасно зашто е прифатено такво нешто. Јас немам никаков проблем кој како сака да си ја пишува историјата за потребите на националната држава во која што живее. Ми се чини дека тоа беше избрзано како формирање, како елемент и сега представува терет, товар на двете држави. Не е само терет на Македонија, таа комисија е терет и на Бугарија. Од таму ќе излезат некои нови вистини и се напише некоја нова Библија или ќе се напише некој нов Талмуд или Куран, не ги запазам сите религии да не се навреди некој, и сега ќе треба да веруваме од поново во нешто ново. Требаше работава да се остави на стручните лица кои што ќе истражуваат на таа тема врз основа на тоа како се пишува историјата и до сега. И онака добро знаете дека историјата во најситните детали многу мал дел од популациите во Македонија и Бугарија ја познава. Предпоставам дека тоа помалку и од 1%, бидејќи сум работел со историски документи, точно знам колку луѓе доаѓале во архив или на кој начин се интересирале за да се запознаат во детали со, например, да речеме, заседанието на АСНО. Ако вие прашате некого денеска на вашата телевизија, значи да речеме организирате некакво истражување, дали онлайн или со камера на улица, јас ви гарантирам дека 99,9% од испитаните нема да знаат кои луѓе учествувале на заседанието на АСНО, а тоа се смета како основа за формирање на македонската држава. Не е сега за да навредам некого, него едноставно ве уверувам дека историјата во таквите детали во кои што се обидуваат да навлезат овие две комисии не ја познаваат граѓаните, ниту пак најверојатно
ги интересира, зашто не можеме да ги обвиниме. Едноставно, во животот има кај многу луѓе побитни работи од тоа да навлегуваат во историјата на таков начин. То значи дека таа останува на историчарите, на оние што студираат филозофија и на оние што се занимаваат со хоби да читаат книги од историска содржина, што не би смеело да биде проблем меѓу нашите две држави, за да ние да не можеме да функционираме нормално и да не се приближуваме едни кон други. Оваа комисија, односно овие два тима, гледам дека може само да не закочат и да не оддалечат, што никако не би требало да биде интерес ниту на Македонија, ниту на Бугарија. Се разбира, ние имаме многу заеднички елементи во историјата кои што би требало да бидат искористени за да бидеме поблиски. Да, јас можам да кажам дека се согласнувам целосно во однос на вашата констатација за принципите за функционирање на историските комисии, дека тоа е небулоза, дека тие може да ја одредуваат историјата на ова или на онаа држава на таков начин, но еве повторно би ве прашал во однос на јавната дебата. Мислите ли не само за проблемот со Бугарија, еве и за проблемот кој беше со Грција, и за проблемот со црквата со Србија. Дали мислите дека се потребни јавни дебати за тие процеси да се демистифицираат за граѓаните во двете држави, да ги слушнат аргументите на другата страна? Веројатно дека тоа можеби и би довело до некакво приближување на ставовите, бидејќи едноставно луѓето би дознале што ја мачи, кои се проблемите на другата страна, кои се нивните стравови, и така можеби целиот процес после би одел полесно, а не би, бидејќи вака сите се закопани во своите позиции, тамо некој нешто преговара, се случува, никој не знае што е и затоа се оди толку тешко. Дебата и јавност би требало да има не по прашање само на овие две комисии, туку би требало да има по прашање на сите проблеми што граѓаните ги лоцираат како битни за нивното живење во оваа држава. За жал, такво нешто нема. Ние не видовме дуел меѓу Шилегов и Даниела. Значи, не гледавме на времето дуели меѓу Груевски и Заев. Нема култура на дебата, дуел во нашата држава. Меѓу другото, колку емисии постојат на сите телевизии кои што овозможуваат да се види спротивставено мислење на учесниците низ една, се разбира, културна призма. Сега да не се тепаат таму едни со други, бидејќи ништо не ме чуди и тоа да би се случило колку се поделени во своите размислувања таборите. Значи, јавност, дебата нема. Култура за такво нешто ние немаме. Ке ве подстана на своевремено двата дуели што ги има Љупчо Георгиевски и Бранко Црвенковски. Па тие беа нешто што целата држава го гледаше и го очекуваше. Тие беа нешто што за кое што се зборуваше. Се пишуваа политички анализи, се пишуваа уреднички коментари. Значи, создаваа материјал врз основа на кој граѓанството, македонците, сите што живеат во Македонија можеа да се определат за кого ќе бидат или против кого ќе бидат. Такво нешто за жал сега немаме. Постои мистификација, постои делување во тајност, постојат напишани текстови кои што се читаат на пресконференции и постојат неидентификувани центри на политичка моќ кои што во себе акумулираат невидена корупција. Тоа е рецепт за лоша иднина. Добро, да се пред крајот на разговорот да се вратиме уште малку на актуелната политичка криза. Господине Петровски, во однос на тоа што се најавува дека СДСМ треба да предложи сега, без разлика на сите овие процеси кои се случуваат во собранието, оставката на Заев е се уште актуелна, таа треба да се поднесе и доколку оваа влада продолжи да функционира, таа ќе треба нов мандатар. Гледаме дека ДУИ има голем проблем со тоа, тие велат дека тие се договориле Заев да биде мандатар,
не знаеме дали ќе прифатат друг или каква личност би требала да биде тој друг мандатар. Гледате ли вие некој од актуелната политичка понуда како нов председател на владата во идниот период? Прво да кажем дека сум чудоневиден како Учек трансформирана во ДУИ стана политички виртуози. Буквално другите партии за нив се мали деца. Ако има предвремени избори, ДУИ ќе има по она што го гледам како анализа 18 пратеници и ќе ги збрише останатите албански партии. Така што и они нагласуваат дека немаат никакво проблеми да има предвремени избори. Сигурни се дека ќе остварат огромна победа. Друго, така се замаскираа во таа зелена агенда и буквално наративот, менувањето, да не речем неприродно менување на наративот го поклопија со глобалните тенденции и така добро функционираат јавно и тајно во дипломатијата со странците, што мислам дека од нив треба да учат и Заев и Мицковски во смисол како се гради јасна политичка концепција за да се биде и остане на власт. Што ќе се случи со Заев, навистина не знам, и во оваа ситуација и за нашата држава не би требало да биде битно. За нашата држава не треба да биде битно дали е премиер Заев или Мицковски. За нашата држава треба да биде битно, односно за граѓаните, и претпоставам дека на најголем дел им е битно, но тие се она мнозинство, тивко мнозинство кое што не ни излегува на избори бидејќи им е преку глава. На нив им е битно, а овие треба да го дадат одговорот која е нашата иднина. Што ние можеме да очекуваме од оваа држава за 5 години или за 55 години? Во какво милје ќе пораснат нашите деца? Ќе бидеме дел од Европската унија или не? Ќе имаме струја или ќе се вратиме во камено време? И така натаму. Значи, многу побитни работи се во прашање и јас ќе бидам радосен ако конечно после оваа политичка криза разрешницата доведе до одговори од ваков тип. Мене апсолутно ништо нема да ми смени денеска што Даниела е градоначалник, бидејќи ништо не ми менјаше што Чилегов беше градоначалник. И ништо нема да ми смени дали ќе биде Заев или Мицковски премиер. Но ќе ми смени ако знам дали треба за моето дете или за нашата иднина како држава, како граѓани, да мислиме дека имаме струја после 3 години или дека треба да емигрираме во некоја европска држава за да имаме струја. Ако треба да се враќаме во камено време, претпоставам дека граѓаните и ги редефинираат своите планови за тоа дали сакаат воопшто да живеат тука. Така што, еве, ако некој слуша од овие многу паметни наши и се принадлежни лидери на општеството, да пробаат да ни дадат одговор како ќе живееме од утре, тогаш веројатно и граѓаните ќе почнат да развиваат некаков оптимизам. Во овој случај не гледам оптимизам, освен радоста на партиските потрчковци, оние што чекаат функција од локалните самоуправи на некој начин, кои што се тегаат задоволни од резултатите на изборите. При тоа мислам и на СДСМ, и на ДПМН, и на ДУИ, и на СИТЕ, кои што се добраат до некои функции во општините и сега ќе си распределуваат позиции како и тендери. Но најголемиот дел од остатокот на народот има сосема поинакви маки. Јас ќе потсетам дека ВМРО и СДСМ 2016 има 1 милион гласови. 21 5 години подоцна има 500.000 гласови. Двете партии треба да се запрашаат каде отидоа 500.000 гласови. Дали не гласаат, дали целиот државата и што се причините за вакво осипување на гласови. Скоро 50% е намалена во обем бројката на граѓани што гласале за овие две партии. Тоа е прашање на кое што треба сериозно да ламентираат, да контемплираат и да ни дадат одговор како подобро да живееме. Без резови кои што се од учебници во дигитални
учебници без никој никого да праша и без дебата, како што рековте, бидејќи немаше дебата. Иако јас сум за дигитални учебници, да не бидам погрешно разберан. Јас знам дека е тоа иднината на едукацијата. Едноставно ќе нема книги. Дали сакале ние тоа или не, ќе нема книги. Затоа што за да има книги треба хартија, за да има хартија треба да се сечат дрва. Ако се сечат дрвата, си го уништуваме својот производител на воздух и уништуваме иднината на планетата. Значи, правецот е тој, но дебата нема. Бидејќи нема дебата, има огромен отпор, има нервоза и има политиканство, а тоа политиканство доведува до несигурност. Значи, се надевам дека партиите конечно ќе почнат да прибираат посаглам луѓе наместо климоглавци и потршковци, конечно ќе почнат да ја прибираат интелигенцијата, за интелигенцијата да му даде еден соодветен одговор на граѓанството што не чека од утре. И за крај, господине Петровски, едно прашање, кога пред, не знам сега точно, пред колку години, пред 25 години, пред колку беше, кога штрajkувавте во оние шатори пред собранието, така ја почнавте на некој начин својата политичка кариера, ми се чини, подоцна станавте и актуелен пратеник. Сега да ве прашам идеолошки, идеалистички, еве да речеме, дали вака ја замислувавте иднината на Македонија каква што е сега? И што замислувавте тогаш? Не. Значи, јас имам една лоша карактеристика што сум многу консистентен во своите ставови. И на моја среќа, ако постои некој што ги анализира емисиите, а веќе не постојат такви, нели? Порано имаше и такви луѓе кои што ги анализираа емисиите и врз основа на кажаното вадеа заклучоци или критики. Значи, јас сум консистентен. Пред малку, пред 15 на минути ви кажав дека живееме во свет на национални држави. Државите кои што успеа да направат национален консензус или доминантно национално тело во државата. Ако дојде Павле? За среќа или за несреќа остана успешни држави. Земете Хрватска. Хрватска имаше сериозен проблем со србите, дојде до геноцид, дојде до размена на население и од тогаш Хрватска се стабилизираше како сериозна држава. Се разбира, не велам дека тоа е единствениот можен модел, мора да се бараат и нови модели, меѓутоа мора да има носител на одговорност, односно на темелот на државата. Тој носител при формирањето на државата во 1991 година, односно континуитетот на АСНОМ од 1944 година беше македонскиот народ. Моето политичко кредо, мојата мотивација да се замешам во политика како студент по филозофија беше токму тоа, да се продлабочат тие фундаменти на една стабилна држава на македонскиот народ и се разбира сите што живеат во неа, една стабилна држава која што беше израз на векови борба на овој народ, векови борба и потреба за имање на своја држава. Тоа беше 1997 година. Јас не сум од тогаш политички активен, јас почнав повеќе години наназад, меѓутоа тогаш се појави во јавноста со тие протести. Тоа беше и останува до ден денеска моја политичко кредо. Ако ме прашувате што мислам денеска од таа перспектива, мислам дека сме ние пропадната држава. Сменети се фундаментите на државата, значи воопшто не е исто како што беше во 90-тите. Преамбулата на македонскиот устав е сменета 2 пати, не еднаш. Тотално е обезличена државата според потребите и притисоците на некои надворешни фактори, кои што воопшто не внимаваат, нити може да имаат увид како таа промена ќе делува внатре. А гледате како делува. Денеска гледате како делува. Се собираат 61 пратеник, едни сакаат држава за македонците, други сакаат поделба на држава на Македонија и Албанија, трети сакаат отповикување на признавање на Јужна Кореја, на Израел. Значи се собрало кој како стигнал, бидејќи нема јасна концепција што сакаме да правиме од нашата држава. За жал, може би звучи песимистички. Јас мислам дека сме ние пропадната држава на сите можни нивоа. Корупцијата владее
од шалтер до министер. И нема назнака како тоа во иднина ќе се реши или промени. Тоа е индикација на пропадната држава. Да, добро, господин Петровски, не завршивте баш оптимистички, но тоа се размислувања, тоа се анализите. Ви благодарам за ова интервју. Жал ми е што не сум тука со вас за да давам оптимизам и да ги лажам граѓаните. Сепак јас сум обврзан како мислител, како интелектуалец, да кажам мислење кое што може да најде на критика, да биде изложено нели на столбот на срамот во некои партии, меѓутоа тоа воопшто не ме интересира. Јас го задржувам правото да мислам слободно и да кажам баш онака како што мислам. И тоа го правам. Да, ви благодарам уште еднаш, господин Петровски, за интервјуто на Телевизија 24 во Студио 10. Убав ден. Тоа беше интервју со Филип Петровски. Одиме со една кратка пауза и продолжуваме со поранешниот пратеник Павле Богоевски.